Иако правото на експертиза има толку огромен диапазон на употреба, тоа не е доволно, па се проширува и се користи за утврдување на потребното количество љубов, кое треба да го има во организмот на секој македонец. Според високо поставените критериуми на оние кои лично ги стимулираат поделбите. Проблем со срцето е и со тоа и грешни се сите оние кои не веруваат во нивните богови. Гледам многу такви индоктринирани луѓе кои се гадат од Македонија, не сакаат да ја почитуваат традицијата, Божик да си го честитаат, луѓе кои што не сакаат да одат во црква, не сакаат да си ги почитуваат празниците. Тоа што значи, што ви упатува? Дека луѓето не сакаат, не си ги чувствуваат тие работи за свој. Едноставно не ја сакаат својата држава на вистински начин, така како што треба да се сака. Бирото за одредување на квантумот на љубов која треба да и се пружи на Македонија функционира само тогаш кога е во опасност доведено управувањето на единствениот Месија. Практикувањето на родолюбието не е докрај прецизирано. Во случај кога ревносно сервилните ќе ги понесела емоцијата во очекување тој да продолжи, па се излетувале со изјави со кои тие имале позитивен приод, делови од платформата. Околу двојазичноста веројатно ќе постои простор за некои, така да кажеме, мали порамнувања некаде каде што е нешто испуштено или се смета дека ќе донесе до квалитативно подобрување. Овие ставови кои се диаметрално спротивни од актуелните добиваат своја специфична љубовна тежина кога со нив треба да се одбрани позицијата на лидерот. Апологетите дури и со презентација на конкретни примери покажувале дека за останување на функцијата не би биле проблем прашањата кои сега ги проблематизираат. Доколку има некои работи простор во законот за јазици, каде што ќе се остави простор, бидејќи имаме некои банални примери, како во Струмица, полицаец запре некое возило на албанец, треба да му ги прочита правата на албански, односно да му даде ливче на кое се напишани тие, за да разбере тој зошто го казва. Тоа е прифатливо, затоа што тоа не е нешто што го нема некаде или што не може да се изведе. Посебен тон на целата оваа љубовна драма околу Македонија им даваат и сведоштвата на самопрокламираните локални национални вождови, кои по сопствено признание, слично како и сите останати членови на нечија диаспора, за тоа што го бараат и што го работат, со или без платформа, реферираат во своите матични држави. И ние одиме во Белград на координации, на консултации. Значи, Народното собрание на Република Србија секоја година свикува така наречено јавно слушање за прашањата на припадниците на српскиот народ кои живее надвор од границите на Република Србија. Значи, некој не мисли дека работите функционираат само оно што пише во новини или само што ќе изјавиме ние на телевизија. Значи, има некои други работи кои се одвиваат на едно сосема друго ниво. Со вакви сведоштва за огромната љубов на вистина безпредметно изгледаат обидите за предизвикување општа црвено-жолта шашма, особено кога човекот кој го бара мандатот очигледно не ветил повеќе од тоа што била подготвена да го даде екипата која ја сака Македонија. Ако можеме во рамките на постојниот устав и на сегашните норми да најдеме начин за дополнително унапредување на примената, да кажеме, на она што е досега загарантирано, промовирано, афирмирано и стекнато како право на граѓанин, на индивидуа или на заедница, тоа можеме да најдеме капацитет да го направиме во одреден временски период. И на крајот, за една нова приказна од Стар ракурс. Од легална постапка на Управата за јавни приходи, која што редовно се случува во сите фирми во Република Македонија, да се направи атмосфера дека станува збор за упад во А1 телевизија. Нема никаков упад врз А1 телевизија, нема никаков притисок врз новинарите. Дали медиумот и новинарите знаеле за евентуалните малверзации во овие фирми, или па и тие биле измамени и изманипулирани од некого за да застанат во одбрана на нечии финансиски интереси спротивно на новинарскиот етички кодекс. Тука и беше прогласен крај на љубовта, затоа што кодексот и професијата станаат чергиче од која се бришеа скапите новинарски потпетици.